Почитувани граѓани, со ВМРО ДПМН Прилеп стана небезбеден град, прилепчани не се безбедни во своите мала, улици, дворови. Целата јавност е потресена од трагедијата што викендов се случи во Прилеп. Случај што го открива дното до кое е доведена безбедносната состојба во градот. Овој монструозен чин ја потврдува суровата реалност. Прилеп е во сериозна безбедносна криза. Граѓаните живеат во страв, а државата, институциите и полицијата во Прилеп се парализирани, неспособни и неми. Последниот случај е само кулминација на безредието што подолго време владее во Прилеп, под раководство на ВМРО ДПМН и Тошковски. Во последната година во Прилеп се запалени 24 возила. Опожарен е ноќен клуб. Во дворови на куќи се фрлаат бомби и се поставуваат експлозивни направи. Угостителските објекти се претворија во бојно поле, места на насилства, тепачки и оружени пресметки. Во Центарот за социјална работа во Прилеп се случи инцидент со пукање, каде службеничка се здоби со прострелна рана. Ова не е нормално. Министерот Панче Тошковски и раководството на полицијата во Прилеп не само што не ги спречуваат овие инциденти, туку со својата незаинтересираност и неспособност ги охрабруваат. Под нивно водство, МВР е паднато на колена, институциите се подчинети на партиските интереси, а граѓаните оставени сами на себе. Уште колку жртви треба да паднат за некој да понесе одговорност? СДСМ бара оставка од министерот Панче Тошковски и итна одговорност од раководството на СВР Прилеп. Бараме началникот и командирот веднаш да бидат разрешени. Доста е. Прилепчани не заслужуваат вака да живеат. Ви благодарам.